Непроспаните ноќи и честите будења на децата не мора да бидат дел од вашето секојдневие. Ќе зборуваме за тоа зошто едно дете има проблем со спиењето. Ќе зборуваме за тоа како да го решите проблемот со спиењето, ќе ви дадеме практични совети, конкретни насоки и ќе ви помогнам да слушнете проверени информации не само од мене, туку и од многу експерти. Почнува развој на ноќен сон, почнува развој на дневни дремки и ова е периодот кога ние како родители можеме да почнеме да поставуваме одредена база за да го решиме проблемот со честите будења навечер. Не постои дете на кое што не му е потребен сон. Ако детето не спие, треба да се види причината. Која е да е причината, ние мора да ја откриеме, а решението сигурно ќе го најдеме. Затоа и тоа ќе го зборуваме во овој подкаст, односно да ги најдеме причините за непроспаните ноќи и секако да го најдеме и решението. Добре дојдовте во првата епизода од првата сезона на подкастот Sleep and Grow by Dr. Goodnight. Јас сум Сања, сопруга, мајка на 2 деца во исчекување на третото, а многу од вас ме познавате и како Dr. Goodnight, експертот за спиење кој изминатите 10 години ви помага да го решите проблемот со непроспаните ноќи. Dr. Goodnight започна како една моја лична пасија и една моја желба да ви помогнам и да ви покажам дека непроспаните ноќи и честите будења на децата не мора да бидат дел од вашето секојдневие. Токму така и почна целата приказна на Dr. Goodnight, а се претвори во навистина една успешна и убава приказна. Нескромно ќе кажам дека благодарение на Dr. Goodnight многу од вас слушнаа за скокови во развој, научија за дневен ред и распоред на децата, дознавте дека како преку ден може да влијаете на тоа за да го средите ноќниот сон на вашите дечиња. Во овој подкаст токму за тоа и ќе зборуваме. Односно, ќе ви помогнам да ги најдеме причините кои што може да бидат причина за непроспаните ноќи на вашето детенце. Значи, ќе зборуваме за тоа зошто едно дете има проблем со спиењето. Ќе зборуваме за тоа како да го решите проблемот со спиењето, ќе ви дадеме практични совети, конкретни насоки и ќе ви помогнам да слушнете проверени информации не само од мене, туку и од многу експерти во својата здравствена сфера, кои што ќе ни помогнат и ќе ни дадат одговор на медицинските причини за непроспаните ноќи. Како што многу често спомнувам и кажувам, неспиењето навечер, односно сонот навечер, не зависи само од тие 10 до 12 часа спиење. Напротив, за да имаме добар сон, целите 24 часа во текот на денот влијаат на тоа. Влијаат активностите на детето, неговите емоции, исхраната што ја јаде, колку долго е изложено на електронски уреди, здравствените причини и така натаму. За сето тоа ќе зборуваме на овој подкаст. Она што можам нескромно да го кажам е дека Dr. Goodnight ужива една навистина голема доверба кај вас родителите и тоа е затоа што во сите 10 години не постои една информација која што сум ви ја пласирала, која што не била претходно проверена, не била подкрепена со истражувања. До сега сите информации што ги кажуваме се точни и проверени. Она што ми е целта на подкастот Dr. Goodnight е да пласираме информации кои што се точни и проверени. Денешно време на интернет можеме да прочитаме се, да слушнеме се. Меѓутоа дел од тие информации се точни, дел се неточни. Може да се збуниме како родители за да знаеме и да слушнеме, да сватиме во која насока да се движим. Токму тоа ќе биде подкастот Sleep and Grow by Dr. Goodnight. Ќе биде подкаст за вас, родителите, меѓутоа искрено и за мене, како мајка, како родител, да можам да слушнам информации кои ќе ми помогнат да се претворам во подобар родител, но и да ни помогнат да израснеме едни здрави и среќни деца. Овој подкаст ќе ни помогне да ја вратиме на еден начин контролата кај нас, родителите, бидејќи од она што можам да го кажам, што го имам забележано во изминатиот период кога работам со клиенти, е дека многу често почуваме да ја губиме контролата како родители. Едноставно, некогаш детето станува родителот. Детето станува тоа што ни ги покажува и ни ги прави и ни ги дава правилата по кои ние треба да се однесуваме. Сепак сметам дека ако кажеме не на одредени работи,
ако ставиме точен распоред, ако му поставиме рутини на детето, кои што треба да ги почитува и да ги следи, не прави тоа лош родител. Напротив, тоа не прави родител кој што има доверба кај детето. Едноставно родител кој што ќе биде цврст покрај него, детето ќе може да се обрати за секој проблем кај тој родител, а сепак тоа дете ќе израсне во едно детенце со кое што почитува ред и правила. Првата епизода ќе ја започнам со нешто што е навистина важно да го знаете како родители. Биологијата на спиењето и зошто сонот е толку важен за вас и за вашите дечиња. Многу е важно како родители да имате реални очекувања од вашето дете. Токму поради тоа решив најпрво да зборувам за ова, за да ги поставиме на почеток реалните очекувања, за да знаете што е нормално за вашето детенце, а што не е нормално и кога реално би требало да побарате стручна помош. Спиењето не е едноличен процес. Односно, ние кога заспиваме и додека спиеме, поминуваме низ неколку различни фази на спиење. Нема да навлегувам многу детално во биологијата, ќе ја објаснам на наједноставен начин. Ние возрастните поминуваме низ 3 фази во нон-рем фазата и 1 фаза рем фаза. Тоа е фазата кога сонуваме. Во нон-рем фазата има една фаза која е исклучително важна за нас, тоа е длабоката фаза на спиењето. Тоа се случува повеќе во првата половина од ноќта, другата фаза, активниот сон, сонот на сонувањето се случува во втората половина од ноќта. Активниот сон, сонот на сонувањето е всушност малце полесен сон. Тоа значи дека многу полесно можеме да се разбудиме од таа фаза. Сега, што се случува кај бебињата, особено во првите 4 месеци? Кога бебето ќе се роди, сонот не е целосно развиен. Бебето во првите 4 месеци поминува само низ 2 фази на спиење и тоа многу мал дел поминува во длабока фаза, а голем дел, околу 50% од своето спиење ја поминува во активната фаза, односно во рем фазата, каде што има активно спиење, сонување и така натаму. Токму тоа е една од причините зошто бебињата се будат често во првите неколку месеци, имаат непрекинат сон навечер, а исто така и дневните дремки се малце понеразвиени, затоа ќе зборуваме дополнително. Ова е една од причините зошто кога зборувам, никогаш не ви препорачувам да правите тренинг за спиење во првите 4 па дури и 5 месеци од раѓањето на бебето. Ова е фаза каде што бебето целосно се уште не е развиено, сонот не е развиен, мелатонинот не се лачи, а мелатонинот е хормон кој ни помага да заспиеме. Кај нив тоа не се лачи. Потребно е време да почне целиот овој процес на целото развивање на спиењето, сите фази и циркадниот ритм да си дојде во една состојба каде што ќе можеме да работиме на подобрување на спиењето. Покрај ноќниот сон, кај бебињата не е развиен ниту дневниот сон, особено во првите 4 месеци. Тоа значи кратки дремки од 30 минути, од 45 минути се сосема нормална појава на оваа возраст. Многу често ми се јавуваат родители загрижени затоа што нивното бебе е 2 месеци или 3 месеци, спие само по 30 минути во текот на денот и загрижени зошто бебето не спие саат и пол. Многу често на интернета има и многу книги во кои што бебето се става на еден стриктен распоред, особено во првите 4 месеци, каде што се кажува дека треба да биде првата дремка во должина од саат или саат и пол, втора дремка од 2 сати и така натаму. Кога вие како родител ќе прочитате таа информација, голема е веројатноста дека ќе очекувате вашето бебенце тоа и да го направи, односно да спие толку долго. Меѓутоа, не е погрешно ако спие кратко, затоа што развојот тоа не го дозволува. Нормално е бебе на таа возраст да има кратки дремки. И вие како родител тоа треба да го знаете. Ако се случува тоа, слободно дозволете му. Од друга страна, кога веќе ќе се доближиме до 4-тиот месец. На 4-тиот месец сигурно сум дека многу од вас веќе знаете за скоковите во развој за кои што многу долго сме зборувале. На 4-тиот месец се случува можеби и еден од најголемите скокови во развој. Тука почнува да се развива спиењето и да наликува на спиењето на нас возрастните. Овде детето почнува да влегува во сите фази на сон во кои што влегуваме и ние возрастните. И овде веќе почнува развојот и на дневните дремки. Значи, измеѓу 4-тиот и 6-тиот месец почнува развој на ноќен сон, почнува развој на дневни дремки и ова е периодот кога ние како родители можеме да почнеме да поставуваме одредена база за да
го решиме проблемот со честите будења навечер. Како што расте детенцето, како што се доближуваме до 6-тиот месец, така веќе спиењето ни е развиено, покрај спиењето е развиена и само контролата на дечињата. Тоа значи дека бебето веќе после 6-тиот месец може да научи самостојно да заспива, односно да го спуштиме во креветче, прво со наша помош, а после постепено и самостојно да заспива. Во првите месеци не смееме да дозволиме и да инсистираме на самостојно заспивање, затоа што голема е веројатноста дека вашето дете воопшто не може тоа да го направи. Така што почекајте да помине процесот. Кога веќе детенцето станува 6 месеци, 7, 8 месеци и доколку се уште се соочувате со чести будења навечер, треба да видите која е причината. Не се согласувам со реченицата кога некој ќе каже па такво е детето. Едноставно не спие, такво е детето. Не постои дете на кое што не му е потребен сон. Ако детето не спие, треба да се види причината. Или е одредена навика, или е начинот на заспивање. Несоодветен дневен ред и распоред, може би преголема изложеност на електронски уреди или може би одредена здравствена причина. Меѓутоа, која е да е причината, ние мора да ја откриеме, а решението сигурно ќе го најдеме. Затоа и тоа ќе го зборуваме во овој подкаст, односно да ги најдеме причините за непроспаните ноќи и секако да го најдеме и решението. Како што детенцето после веќе расте, сонот е развиен и доколку детето не спие навечер, ние му го попречуваме хормонот за раст и развој. Кога додека спиеме, се случуваат многу важни процеси во нашиот мозок и во мозокот на детето. Во длабоката фаза на спиење, која што се случува повеќе во првата половина од ноќта, се лачи хормон за раст и развој. Ако вашето дете заспива касно, според мене, касно заспивање и после 8 или 8,5, голема е веројатноста дека помалку го намалувате времето во кое што се лачи хормонот за раст и развој, во кое што се регенерираат клетките, фазата во која што вашето дете расте. Другата фаза, REM фаза, во која што детето учи, ја создава меморијата, концентрацијата, расположението и емоциите се случува во REM фазата. Кога сонот е прекинат, овие фази се нарушени и имаат големо негативно влијание врз развојот и растот на вашето детенце. Кога сакате да најдете решение за непроспаните ноќи, не треба да се срамите од тоа, или тоа не ве прави лоша мајка и тоа не ве прави лош родител, затоа што само сакаме да спиеме ние како родители. Да, и ние родителите сакаме да спиеме, но пред се тоа е за здравието на вашите дечиња. Не е во ред и не е нормално едно детенце од 10 месеци да се буди на секој час навечер и да има така испрекинат сон, затоа што сето тоа влијае на неговото здравје. Токму тоа ќе биде целта на овој подкаст. Повторно да ја подигнеме свеста на здравиот сон. Да се обидеме сите ние како родители да израснеме едни дечиња со добри навики на спиење, со здрави навики на спиење, деца кои што ќе бидат среќни и расположени. Затоа што здравиот сон влијае директно врз здравието на вашите деца, но и врз нивното расположение. Здравиот сон и влијае врз растот на вашето детенце, врз неговата меморија, врз неговата концентрација, многу повеќе се заигрува само, многу полесно ги учи новите работи, многу побрзо се развива говорот, едноставно се случува кога имаме здрав сон. Затоа следете ни понатаму, бидете дел од овој наш подкаст, бидете дел и понатаму, споделувајте го подкастот со колку што е можно повеќе родители, да си помогнеме еден на друг, за да имаме здрави деца, здраво семејство и среќни наспани и деца, а и родители.